Ете, драги наши гледачи, како што пред малку на почетокот ви спомнав на емисијата, дека денеска ќе имаме една прекрасна гостинка со која ќе поразговараме за интересна тема и не станува збор за обичен гостин, туку станува збор за градоначалникот на општина Неготино, госпогица Марија Нацева, која не удостои со нејзиното присуство и денеска имаме токму во утринската програма. Госпогица Марија, добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, Даниела. Ви благодарам за честа која што имам ова утро да учествувам во вашата утринска емисија на КТВ телевизија. Така е, поводот е убав, а воедно еве и од мое име и од името на КТВ официјално да ви честитаме за тоа што ете станавте првата жена градоначалник на општина Неготино и да ви упатиме еве искрени желби и честитки за голем успех понатаму, а секако и поводот да го начнеме, а тоа е дека веќе 3 години поред се одржува настан кој бележит за подрачјето на Неготино, односно Тиквешкиот регион, се работи за неготинско младо вино. Ајде малце повеќе околу тоа, од кога 3 години постои, меѓутоа од каде потекна идејата и што се беше како едно резиме претходните 2 години, а што да очекуваат граѓаните оваа година? Пред се сакам да ви се заблагодарам за честитките кои што ги упативте. За мојата функција како градоначалничка на општина Неготино, народот на општина Неготино си го кажа својот глас, така да сега за прв пат во оваа емисија сум во својство на градоначалник на општина Неготино и да ви се заблагодарам за поддршката која што секогаш сум ја имала од вашата телевизија. На 29 ноември, односно во сабота, на плоштадот на општина Неготино, традиционално 3-та година поред ќе се одржува Неготинско младо вино. Манифестација која што ја започнавме пред 3 години да ја организираме преку општина Неготино, каде што наидовме на голем интерес во делот на учесниците од страна на винариите. Во оваа манифестација пред се произлезе само како идеја, како волја, која што ја преточивме во реалност и во идеја и сето тоа поттикнато од предлог иницијатива на дел од советничка група, каде што пред се дадовме знак, односно дадовме акцент на семејните винари. Меѓутоа, освен семејните винари, тука ни се приклучуваат и поголемите винари. И сето тоа да биде една добра приказна. Тука имаме голем интерес, исто така и за учество за производителите на домашен мед кои што произведуваат. Производството на домашен неготински маџун, каде што знаеме дека надалеку се слуша за неговиот квалитет. Исто така имаме интерес и од производителите на пити и напици, каде што сето тоа би се вклопило во една добра приказна, се со цел граѓаните на Неготино да излезат, да учествуваат на таа манифестација пред се, а потоа и да се дружат. Така. Предходните години имавте исто гости, локални изведувачи кои настапија, меѓутоа имаше и, ајде да се потсетим, имаше значи и од страна донесени македонски изведувачи. Сакам да кажам дека не се од подрачјето на Тиквешкиот регион, мислам дека сега не ми текнува кои беа нели изведувачите, меѓутоа и оваа година ветувате дека ќе има интересна забава за сите оние кои ќе бидат присутни и ќе дојдат во општина Неготино. Неготинци секако ќе бидат таму, меѓутоа целта е нели да се привлечат што повеќе туристи, јас би рекла, за да дојдат да пробаат нели македонско наше неготинско вино, меѓутоа да пробаат и од специјалитетите. Што се ќе имаме на репертоарот? Така, пред се најбитно ни е да го задржиме на овој настан нивото за учество на македонски пеачи, односно изведувачи, така што ја задржуваме таа тенденција. Исто така лани имавме македонски изведувачи, терминот минатата година беше малку подоцна, од 16 часот. Меѓутоа, знаете како велат, секогаш добро е да се следат предлозите, сугестиите на граѓаните, исто и на учесниците, каде што оваа година со оглед и на краткиот временски период кој што го има
го имавме да го организираме, поради тоа што мојот мандат започна на 10 ноември. Успеавме да се договориме со самите винари и со останатите учесници дека најдобро ќе биде од 12:30 да започне самата манифестација, каде што ќе може секој еден да излезе, каде што времето, односно временските услови ќе дозволат да не биде толку ладно. Изведувачи оваа година, значи премиерно можам да кажам, дека ќе настапуваат играорната од општина Неготино, ќе имаат свој автентичен настап во традиционално македонски стил. Исто така, настап ќе има Дани Димитровска со својот бенд, каде што ќе го даде главниот белег на овој настан за оваа година. Ќе имаме учество на преку 8 семејни и поголеми винари. Ќе имаме исто така и учество на тројца производители на домашен мед и на домашен маџун. Пак ќе кажам со оглед на тоа дека временскиот период беше доста краток за организација оваа година, сепак успеавме да направиме нешто, се со цел тоа да премине во една поголема манифестација во текот на следните години. Да се надеваме дека тоа така ќе биде, ете, ќе има и за, можам да кажам, за сета публика која ќе биде и од најмали до највозрасни, затоа што сепак возрастните сакаат малце фолклор, тука се нели Јацо Ѓорчев, колку што знам, така. Културно-уметничкото друштво ќе настапат и ќе се потсетат на оние ора, на оние мелодии кои растеле и по старите генерации, уште и ден денес се негуваат благодарение на културно-уметничките друштва. Меѓутоа сепак Дани е име на естрадата, која е малце и за она помлада публика, која со својата харизма и супер хитовите кои ги има, ќе придонесе за одлична забава. Јас сум сигурна дека сите ќе уживаме во сабота, со почеток во 12:30 часот. Меѓутоа, сепак тоа не значи дека посетителите не можат да додат и порано. Така. Може да додат и порано за да го посетат градот, затоа што сепак и во Неготино има обележја каде што можат да видат дел и од историјата и да научат нешто повеќе за неготинската традиција. Така, да, како и што напоменавте, секако дека музика ќе има многу порано пуштено во центарот на градот. Винариите ќе си имаат своји штандови каде што веќе ќе бидат поставени, така да упатувам јавно апел за секој еден граѓанин од Република Македонија кој што сака да го проба вкусот на најубавото македонско вино, а тоа е дефинитивно во Неготино, да дојде на градскиот плоштад, да учествува во мелозот на културното друштво, односно пред се тоа е најбитно да ја негуваме традицијата на нашата држава, она со кое што нашите предци пораснале, ни го оставиле и ние треба да го зачуваме за воиднина. Исто така да уживаат и во неготинската пита, која што исто така ќе биде една од постарите традиции, иако многумина сакаат да го превземат тоа. Да, меѓутоа, тоа што си автентично, си автентично. Каде да одиш, исто како за виното, како за ракијата, така и за неготинската пита. Дефинитивно, добро е да дојде, да се проба од секоја винарија вино, поради тоа што навистина имаме вина кои што се надалеку познати, не само во Македонија, не само во Европа, туку и низ цел свет. Така да овој апел го упатувам, секој еден е добре дојден, да се забавува и секако да уживаме во неготинско младо вино, кое што во следните години ќе премине во уште поголема традиција, во уште поголема организација. Поголема манифестација од пошироки размери, претпоставувам дека цените ќе бидат и достапни, нели според стандардите кои ги имам во моментот, секој еден граѓанин да може да си дозволи да проба и од сите штандови по нешто и секако да се напие добро винце. Точно, да. Значи има цени кои што ќе бидат символични и ќе бидат достапни за секој еден граѓанин на Република Македонија кој што сака да проба, така да символична цена, поради тоа што ние како нација имаме пробано и на принцип каде што нели имаме организирано настани каде што имаме бесплатно делење и на пијалоци и на храна. Меѓутоа, тука наидуваме секогаш на проблем, поради тоа што се ствара
малку поголема гужва и поради тоа што секој сака да земе и повеќе од што тоа е символично, нели како што би била намената на тој настан, заради тоа одлучено е трета година поред да одиме само со символичен надомес, символична цена. Меѓутоа, главниот акцент е тука на промоцијата на неготинските вина. Маџун и мед. Така е, и секако неготинската пита, јас сум сигурна дека секој што ќе дојде ќе ужива, а гостопримливоста на неготинци ќе се покаже и на дело, да и тука како нема сомнеш, како и секогаш. Ви благодарам што ете одвоивте време и што бевте дел од утринската и што еве накратко ги запознавме сите оние гледачи кои во моментов не следат, па и отпосле, затоа што сепак имаме делови од утринската која се емитува и даваме, нели, акцент на се она што е побитно и на социјалните мрежи, да ете дадеме еден апел да дојдат да видат и секако ви благодарам уште еднаш што ете бевте дел во оваа улога како градоначалник веќе на општина Неготино и ни дадовте информација од овој карактер, а секако ќе имаме и понатаму, затоа што веќе како градоначалник ќе морате транспарентно да давате отчет до сите наши гледачи. Така е, ви благодарам и јас уште еднаш за поканата и ги поздравувам сите гледачи на КТВ телевизија. Уште еднаш ги поканувам во сабота на 29 ноември, 12:30 часот на градскиот плоштад во Неготина.